За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите полнети раженчиња. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи: 750 грама свинска картина, 50 грама чадена сланина, 100 грама шунка, 100 грама кашкавал, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребно време за подготовка на ова јадење е 30 минути. На даската за сечење месото го сечкаме на тенки парчиња. Шницлите ги толчиме со дрвен чук. Ги посолуваме шницлите и ги редиме една врз друга. Кашкавалот го сечкаме на тенки долгнавести парчиња. Шунката ја сечкаме на тенки парчиња. Врз секоја шницла ставаме парче шунка и парче кашкавал. Ја виткаме шницлата формирајќи ролат. Истата постапка ја повторуваме со сите шницли. Сланината ја сечкаме на долгнавести парчиња. Со дрвените стапчиња го прободуваме свитканиот ролат. Потоа на стапчето ставаме парче сланина. Така наизменично ги редиме раженчињата. На крајот на секој раженче ставаме парче сланина. Скарата за печење ја попрскуваме со масло за јадење. Ги ставаме раженчињата на скарата да се печат. Во тава за пржење на оган ставаме поголемо количество масло за јадење. За време на печењето, раженчињата на скарата ги превртуваме. Во тавата со маслото на оган ги ставаме парчињата компири исечкани како за помфрит да се пржат. Со лажица решетка и испржениот помфрит го вадиме од тавата и го ставаме во цедалка за да се исцеди маслото. Помфритот го посолуваме. На чинијата за сервирање ставаме листови зелена салата. Една главица кромит ја сечкаме на кругови. Круговите кромит ги ставаме врз зелената салата. Еден домат на повеќе места го прободуваме со дрвеното стапче. Во доматот ги забодуваме гранчињата француски макдонос. На средината на чинијата ставаме уште 2 листа зелена салата. На нив го ставаме помфритот. Полнетите раженчиња ги тргаме од скарата и ги ставаме на чинија. Раженчињата ги ставаме на 4 страни на чинијата за сервирање. Врз помфритот го ставаме доматот со гранчиња макдонос. Украсуваме со 4 засечени ротквички. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Вранец со темно рубин црвена боја и арома на суви сливи, капини и рибизли. Се служи на температура од 16 до 18 степени.